Предметот Митриновски против Република Македонија е еден од предметите каде што се испитуваше независноста и непристрасноста на судскиот совет, меѓутоа не само судскиот совет како орган, туку малци и пошироко, односно во оној дел што значат членовите на тој судски совет, вклучувајќи го председателот на Врховниот суд. Она што е заедничко и кај едниот и кај другиот предмет, тоа е Митриновски и кај предметот Трендафил Ивановски, во делот каде што се зборува за независното постапување на органите, е нешто кое што државата треба многу да загрижи, од причина што таа независност третирана односно таа непристрасност третирана од аспект на објективниот пристап не постои и мислам дека постојат уште неколку случаи каде што Европскиот суд за човекови права тоа го има утврдено. Случајот Митриновски е земен како пример и него мислам дека комотно може да го коментираме, особено стручната јавност, од причини што таа одлука е правосилна и веќе е оставено на стручната јавност да анализира и да кажува што е добро, што е лошо, условно кажано. Во делот на барањето за утврдување на повреда на членот 6 став 1 од Европската конвенција за човекови права, кај случајот Митриновски е утврдено дека жалбата во тој дел е прогласена за допуштена, а меѓу другото, покрај членот 6 став 1 барани се и одредени други аспекти на фер постапувањето и за одреден дел е кажано дека нема потреба да се утврдува, односно да се испитува другите жалби во тој дел, од причина што фактички е утврдено дека тој орган не постапувал независно, односно непристрасно, и во една таква ситуација се јавува за непотребно да се впушта во другите елементи. Морам да признаам дека од сам почеток мене овој пристап на некој начин не ме задоволуваше во смисла на утврдување, односно во смисла на постапување на целокупното барање, не само во овој случај, туку воопшто генерално земено, заради тоа што едноставно постапувањето само во дел за непристрасно судство отвара понатаму можност повторно да се оди пред Страсбург и на тој начин се оптоварува не само тој суд, туку и постапката општо во државата. Тоа е случај кај Митриновски и покрај тоа што на некој начин преотварањето на постапката, што е како вореден правен лек веќе вметнат, кој што се однесува исклучиво за најдена повреда од страна на Европскиот суд за човекови права да биде елемент за преотварање на постапката, е направен. И постапката е преотворена, и решението на судскиот совет и решението на Врховниот суд по жалба се укинати. Тоа е во суштина и она нешто кое што судот европски го укажува во одлуката визави непристрасност. Прашањето сега врзано за она што претходно го зборував по однос на евентуално повторно постапување е што не е елаборирано што во суштина бил меритумот во тоа барање. И сега утре задутре по преотварање на постапката може би ќе се елиминираат формално правните пречки,
а тоа да председателот на Врховниот суд не може во исто време и да ја покренува постапката, односно да дава предлог, и да учествува во она што значи кривичен оддел на Врховниот суд, и да учествува во формирање на комисија пред судскиот совет, и ако сакате на крај да гласа за евентуално постоење на повреда или како што е во дадениот случај утврдување дека судијата наводно несовесно и непрофесионално ја обавувал својата функција, кога носи решение за дополнителните гаранции, односно во оној дел што значи притвор, оној дел што значи домашен притвор, оној дел што значи гаранција. Судот не се впушта во фактички во она што е професионално или непрофесионално однесување, него само дека заради постоење на таа непристрасност е утврдено дека такво постапување во суштина не е согласно фер постапките, односно она што значи објективен тест за утврдување на непристрасност во судењето. Она што е особено интересно во овој предмет е што дадени се апсолутно сите елементи, односно укажано е како во суштина државата не треба да ги организира, односно да го организира своето законодавство, кога ќе се утврдува за разрешување на судија во овој сегмент, а каде што дури и од надвор, односно надворешниот гледач, гледа дека таквата непристрасност не може да и верува, од причини што постои веќе големо инволвирање на една иста личност во повеќето сегменти, односно повеќе процеси. Судот има кажано дека смета дека жалителот имал легитимни основи за страв дека судијата, председателот на Врховниот суд, тогашниот судија Јово Велјановски, Вангеловски, се извинувам, веќе бил лично убеден дека тој треба да биде разрешен заради нестручно и несовесно вршење на судиската функција, пред тоа прашање да дојде пред судскиот совет. А тоа е заради неговото постапување во делот на кривичното оделение на Врховниот суд, каде што судиите одлучуваат дека неговата одлука е дел од неговото непрофесионално, несовесно, нестручно вршење на функцијата и понатаму во однос на одлуката дека тоа оделение носи одлука да се покрене постапка пред судскиот совет. Ако зборуваме прво за ова нестручно, несовесно вршење на судската функција, во случај кога наводно, велам наводно, заради тоа што мислам дека е големо прашање дали однесувањето било несовесно и нестручно, тогаш во делот тамо каде што повисоките судски органи имаат обврска да укинуваат одлуки, тогаш значи дека секој судија или дека секој совет од тој кој што наводно погрешно го применил материјалното право, утре заутре треба да биде пред судскиот совет во делот за разрешување. Меѓутоа, тоа е едната работа и мислам дека сега при повторното постапување фактички треба и на ова многу големо внимание да му се посвети, особено што голем дел од судии кои што во тоа време не беа на линија на власта, ја доживеа судбината да бидат разрешени од овој орган за кој што се тврди дека не е независен и дека не е непристрасен.